Елена Стефановска, авторката на емисијата Живот со стил, се омажи пред 2 недели, а денес одиме кај неа на гости да ни раскаже за свадбата и кариерата која што трае повеќе од 15 години. Елена, ти благодарам што не покани на гости. Честа моја и привилегија, навистина голема, затоа што си ми моја драга колешка, пријателка, голем професионалец и не случајно рековме и се договоривме, нели, дека прво од емисијава, тука ќе го направиме во моето милено каче или кујната во мојот дом. Какви се твоите утрински навики? Дали си љубител на кафе, дали можеш денот да го започнеш без кафе или секогаш мораш прво да се напиеш пред да излезеш од дома и да ти тргне денот? Порано не внимавав, сега внимавам, така што прво појадувам, па после тоа си го правам моето омилено кафе. Најчесто пијам макијато и тоа топло макијато со малце млекце, меѓутоа ритуалот кафе е навистина ритуал и големо уживање за мене. Како би рекла, нели, време само за себе и тоа трае едно половина час. Ти само да спомна дека си голем гурман. Постојат ли работи што сакаш да ги готвиш? Дали да ги изготвиш за тебе, дали да ги изготвиш за сопругот Бојан? Бидејќи колку имаш време всушност за овие едноставни домашни работи заради кариерата? Сакам да готвам претежно традиционални македонски јадења, тоа го имам научено од баба ми, од мајка ми. Да, ти си попотекло од Куманово и таму има многу едно традиционално семејство кое што ги негува, нели, тие македонски традиционални јадења, ги обожувам, нели, полнети пиперки, тавчена, гравче и ред други работи. А ако ме прашуваш дали имам време наоѓам, претежно тоа го правам, месам кифлички и тоа во зимски период кога одиме во викендицата во Маврово. Кифлички од Руска? Ете, кифлички со руска, сарма и тоа се ќе го најдете на трапезата околу Божит, Нова година, баш во Маврово, кога сакаме таму да си ги поминуваме празниците. Значи, сум домаќинка во кујна и само да кажам, да се оправдам дека денешниот изглед е само специјален за тебе. Не се движам јас вака по дома, туку сосема нормална, скромна девојка која што е сосема поразлична од пред камерите, позади камерите сосема. Ти како вистински новинар ми ги даваш одговорите пред јас да ги поставам прашањата. А кафето е готово? Супер. Повелете. Фала. Одиме да пиеме кафче. Елена, помина 2 недели од твојата свадба. Дали имаше малку време да ги средиш впечатоците? Па мислам дека се уште се наоѓам во некој постсвадбен период каде што бидејќи имавме многу гости од странство, ми беа внуките, сестра ми, зетот од Хрватска и некако неколку денови бевме заедно, па после други гости од Америка, од Швајцарија и еве и со самото интервју, со пишување на интервјуа, некои давање одговори, мислам дека полека ги собирам сите впечатоци и за некој ден конечно ќе кажам ми се оди на одмор, мислам дека заслужено треба малку да одморам. Јас во најавата за интервјуто кажав Елена Стефановска, меѓутоа дали ти го смени презимето? Го сменив, поново сум Елена Најдовски, мислам дека многу ми стои. Точно. Кратко и јасно. Зошто? Затоа што мислам дека убаво звучи. И онака луѓето многу повеќе ме знаат како Елена Живот со стил. Кој ти беше најромантичниот дел од свадбата? Убав емотивен чин ми беше влегувањето во црква, обожувам, нели. Каде се венчавте? Во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје и можеби најромантичниот, најмагичниот влегувањето во салата во ресторанот на хотелот Хилтон. Самото влегување, мислев дека ќе имам прво трема, меѓутоа така храбро и мои другарки ми велат, па ти си родена за на сцена. Како влегов со Витермајерот, ќе видиме дали ќе имам инсерт за да го инсертирам во момент, како јас храбро влегувам како невеста расположена и покрај врнежливото време дента, пак ќе речем дека најромантичен момент ми е првиот свадбен танц во изведба на Павле Камиловски во оригинал на Андреа Бочели, Love in Portofino, така да тука некако. Зошто избравте токму таа песна да ви биде прва? Имаме многу поврзано со Италија, ја сакаме многу, и двајцата сме романтичари, се запознавме во еден италијански ресторан, па од тука и темата беше Love in Portofino, не случајно, туку заеднички избор на мене и на Бојан. Добро, сега кога веќе го спомнавме Бојан, најде да прашам малку за него, па ќе се вратиме на свадбата. Не сака камери, се гордеам многу со она што го работам, ме поддржувам, меѓутоа на страна, ако прочита некој коментар, окей, не го интересира него. Да, ти ми кажа дека е многу повлечен. повлечен. Комплименти и аплауз за она што го работам и нормално, тој ме прифатил, го сака тоа што го работам и е многу горд на тоа. Како се запознавте вие двајца?
Сосема случајно преку една наша другарка, на јавноста е и позната, Марија Грубовиќ, ќе ја поздравиме. За жал не беше на Натали Грубовиќ сестра ѝ. Така да голем поздрав до Марија и Марија практично ми ја донесе среќата. Првиот свадбен танц ви пеел Павле Камиловски, меѓутоа гостите ги причека и Никола Роквиќ. Зошто ги избравте толку него да ги забавува гостите? Можеме вака со ред да го кажеме тоа, нели? Прво, приемот беше отворен од страна на годачкото женско трио Trinity Strings, Марта, Ина и Ирена, и Сандра, се извинувам, Ина и Ирена. Веднаш потоа свадбата ја отвори Павле Камиловски, за да потоа влезат Арија Бенсо, Филип Пешевски, наш музичар. И некаде после 22:30, после фрлањето на Бидермајерот, Филип Пешевски го најави Никола Роквиќ и двајцата го сакаме да го слушаме. Мети сладко грожđe, например, не е наша омилена песна, особено на Бојан, така да и од тука дојде идејата за да ни биде специјален гостин. Имаме едно видео изненадување. Veliki pozdrav za sve u Makedoniji. Elenu i Bojana sam upoznao preko mog dugogodišnjeg prijatelja Aleksandra Ružina. Tako da sam imao tu čast da i nastupam na njihovoj svadbi. Bilo je veselo, divna atmosfera, sjajni ljudi, gosti, mladenci su bili jako veseli, tako da taj nastup i ta svadba će mi sigurno ostati u dugom sećanju. A našim dragim mladencima bih poželeo prvenstveno ljubavi, zdravlja, radosti, razumevanja i svega najlepšeg u zajedničkom životu i naravno puno zdrave i lepe dece. Veliki pozdrav! Кога се договаравме всушност за овој интервју пред твојата свадба, ти ми рече ајде да почекаме да го направиме интервјуто од кога ќе заврши свадбата. И тогаш ми најави дека ќе биде во Камник. Дента после свадбата излегуваат фотографии дека ти се омажала во Хилтон. Добро, некој портали дури пишува Елена се венчаше под отворено небо, а дента врнеше дожд. Да, врнеше, што се случи? Што ќе правиме сега? На 3 дена пред свадба, драги мои гледачи, каков пресврт направивме и каков стрес доживев. Ако се ни одеше мазно неколку месеци, подготовките почна во месец март, со покани, со распределена маса на гости, имавме околу 200 гости. На некои 7 дена гледаме прогноза дека ќе врне некои 20%, како што се намалува неделата или како што доаѓаат новите пред свадба, гледаме дека се зголемува веројатноста да врне малку повеќе, накај 80%. Во среда гледаме дека 100% ќе врне дожд. Се јавам во управата за хидрометеоролошки работи. Викам, добар ден, јас сум таа и таа, многу ми е важно, јас се мажам во сабота, дали ќе имаме убаво време, и ми рекоа, не. Подобро, одете во затворено. Сега има варијанта, нели, или ќе одложиш свадбата за некој друг термин, за некој друг датум, или ќе си бараш чаре во затворен простор, и тоа го направивме благодарение на Хилтон, кој што ни отвори вратава и кој што значи ти успеа буквално за 3 дена да изорганизираш нова свадба, со свадба од почеток. 48 сата, да кажеме, значи нова декорација. Ако во Камник беше предвидено да биде онака во стилот на Италија, со звездано небо, со првиот танц да биде со околу свеќи наредено, со свежо цвеќе, беше истиот ден во сабота во Хилтон. Меѓутоа беше сосема друг концепт во декоративниот момент на салата, на отворено па во затворено. Така да морав сите работи да ги откажам, да барам некои други додатоци, декорации за да биде тоа совршено. И ако ме прашуваш од оваа дистанција дали би менувала нешто и дали сега би правила на отворено, ќе кажам дека ја на мојата свадба ништо не би сменила затоа што успеавме. Ти смени 2 венчаници, кои што изгледа прекрасно. Од каде се венчаниците, кои ти ги дизајнираше? Првично размислување дали да дизајнирам венчаница. Ми беше страф на кого нели да вербата ќе ја дадам, сепак сакам посебно што работиш со сите што се работуваш изминативе години. Да не се навреди, некој со сета почет сум имала прекрасни соработки, нели? Меѓутоа, зошто таму, зошто не ваму? Имам навистина убави соработки и реков не, јас ќе појдам на страна да видам што се нуди. Бевме на патување до Милано, таму не најдовме ништо. Во Солун има навистина фантастичен избор на венчаници, на невестински сандали или обувки или кондури, како и да сакате. Влегов во дуќанот со повеќе брендови од познатите светски брендови. Сакав да си го приуштам тоа, еднаш се мажам и го одбрав брендот Миланова.
Кога влегам во продавницата, имав 5 фаворити, одбрав 5 венчаници, ги смести во гардеробата и пробувам една, втора, трета, оваа беше четврта, ја пробувам четвртата и на другарката која што ми правеше друштво и велам, мислам дека ја најдов вистинската. Излегувам и онака дефилирам. Јас се најжив кога се видов во огледало дека охо, тоа е тоа. И гркинката морам ова на англиски да го кажам, Елена, finish. This is you. Okay, this is you. Петата тоа не ми облеков. Тоа сум јас и уште ме лазат ворници дека навистина сметам дека ја одбрав вистинската венчаница и сум презадоволна од целиот прием таму и од мојата венчаница. А втората венчаница, усвари не беше венчаница, тоа е повеќе краток коктел фустан, да. Малку да се раскомотам, иако оваа е лесна. Краткиот фустан бел го изработи млада дизајнерка Моника Димова, која што беше со една бела мрежа, со пердови, малце повеќе за забава беше наменен дресот и супер беше чувството. Добре, на две венчаници колку пара кондори одат? Идеално е 3. Идеално е 3. Ти ми ги донесе чивлите да ги видиме, да. Добро. Дали ќе ми ги покажеш? Значи почнав прва вака сега, од Самбајле почнав со овие, кога дојда дома, ќе ви кажам дека бидејќи живееме со Бојан некои 3 години заедно, немаше одење по невеста во Куманово, практично јас во Куманово не живеам некои 15 години, така да сум тука долги години. Да, јас и не стигнав до прашањето дали имавте некакви адети поврзани со свадбата. Така што од тука си тргнавме со двајцата заедно. Да, со кумови старосвати, деверот ми ги донесе невестинските чевли. Почнав со овие, продолжив со уште една убава глитер или светкави салонки, Джими Чу, затоа што ми префинети, ги најдов сосема случајно во... Ти дури и кажа дека се во стилот на пепелашка. Да, го почитувам дизајнерот Джими Чу и мислам дека најдобро облечените жени во светот имаат по некој пар Джими Чу. И конечно, ете, многу сакав да си приуштам и ги имам Джими Чу за мојот прв свадбен танц и за целата вечер навистина се пријатни и удобни. Ти на фотографиите што ги стави на Инстаграм рече во стилот на пепелашка. Дали навистина се чувствуваше како пепелашка на твојата свадба? Да, вистина. Во самиот почеток на нашиот разговор ти ми кажа дека на свадбата дошла сестра ти од Хрватска со внуките. Добро, како се чувствуваат тие кога тета се мажеше? Тие беа прекрасни млади невести, им организирав фустанчиња. Невестински, ќе ви покажам и фотографии, беа пресречни. Збунети беа малку затоа што ја гледаат тете нели во невестински фустан и цело време ме стиска кога ќе ме видат у сала, ја играм, они доаѓаат до мене, ме гушка, ме стиска, тоа е едно писливо чувство. Колку си блиска со сестрата, со внуките, живеат далеко, меѓутоа ти често знаеш да објавиш фотографија дека си кај нив на гости. Така. Последниве 2 години одиме поретко, еднаш во годината, меѓутоа претходно пред да се случи нели пандемијата, буквално минимум 3 пати, 4 пати јас ќе појдам до Хрватска. Многу сме врзани, цел живот сме заедно. И не е лесно нели да имаш мажа сестра далеко, меѓутоа па убаво е кога ќе појдеш во Хрватска, си уживаш со сите нишани таму и си како дома и јас велам често дека Хрватска е мојата втора домовина, што би рекле хрватите, или моја втора земја. Ти не криеш дека и ти и сопругот Бојан многу сакате да патувате. Која е вашата омилена дестинација на која што сакате да отидете? Дали можеби тоа дестинацијата што избравте за меден месец? Меден месец ќе биде сигурно некоја екзотична дестинација, тоа ќе биде крај на септември и октомври. Значи не сега? Не сега, затоа што и времето не дозволува да појдеме во тие краишта кои што ние планираме. Ќе ви кажем, не откриваме сега, меѓутоа ќе добиете сигурно убава информација кога ќе отидеме таму. Сакаме многу да патуваме, романтичари сме, сакаме да крстариме, обично тоа да го правиме на Јадранското море секоја година, последниве 3 години. Во плани и сега да заминеме некаде на брод, барем 7 дена со пријатели. Сакаме да уживаме заедно, меѓутоа многу сакаме да уживаме и со пријателите и многу сме горди и радосни затоа што имаме еден куп пријатели кои што ги уживаат деновите со нас. Ти кажуваш, нели, сакате да патувате, меѓутоа на едно од тие патувања Бојан те побара за жена, за Нова година за Москва. Тогаш мислам дека рече ова беше еден од најубавите денови во мојот живот. Дали претходно... Сега не знам дали тоа е еден од најубавите или 9-7. Сега веќе е ставен на... Или 9-7 ќе биде. И пак ќе речем, и покрај тоа што врнеше, јас за ништо не би го менувала тој ден и мислам дека тоа дождот беше берикет. Да, како ви кај нас дождот е берикет, точно. Ете така.
Бојан те запроси за Нова година во Москва. Во Москва. Дали вие претходно разговаравте дека ќе се венчате или ова беше тотално следство, изненадување за тебе? Ова е следствено на она што не се случуваше со текот на времето. Бојан беше свесен дека работите идат нели во таа насока каде што идат. Насетував нешто, меѓутоа не помислив дека во даден момент во Москва на 84-ти кат во The Birds, најпознатиот или највисокиот клуб, ќе ме побари и ќе клекне, онака како вистински маж ќе клекне пред жена и ќе ме побари. Да, каде го криеше прстенот? Прстенот е многу убав, ти го покажа веднаш или после Нова година. Каде го криел Бојан прстенот? Дали ти кажа како? Тоа е приказна со толку многу security обезбедување во Русија да влезеш, нели? Умешно го сокрил. Ние моветот ќе го продолжиме во Камник, каде што не се случи вашата свадба, меѓутоа вашата свадбена фотосесија беше таму, па да го испиеме кафето и мислам дека можеме да продолжиме. Одиме на сладка пауза овде прво, па после колачите? наздравиме со чаша вино, зашто да не? Зашто да не? Драго ми е. Стигнавме во Камник, не донесе таму каде што требаше да ја правиш свадбата, меѓутоа ти имаше преубава фотосесија тука. Така, Тоскана во Скопје или Камник, едно од нашите милени места. Свадбената фотосесија сепак ја направивме внатре во замокот, имаме прекрасни фотографии. Фотосесијата направивме 3 дена после свадба, затоа Ти беше ли што не беше тешко? многу убаво, морам да кажам дека планот беше нели дента да направиме фотосесии црква и матично и да ги поздравиме гостите и свадбениот танц, мислевме све во едно тоа да го поедноставиме. На отворено тука, така? Да, на денот на свадбата. Меѓутоа, немавме време тоа да го направиме и рековме, окей, после 3 дена ја правиме свадбената фотосесија. Воопшто, мене не ми беше проблем. Да, тоа, дали ти беше тешко втор пат, да се шминкаш, да се дотеруваш, да облекуваш? Рутина, цел живот, нели, телевизиски човек. Меѓутоа, тоа е се рутина и кога ќе кажав, нели, невестата не може, мора нешто пониско, јас успеав да ви кажам цело време да бидам на високи подпедици. Луѓето имаат впечаток дека живееш многу гламурозно. Дека си постојано нели на патување, објавуваш фотосесии на Инстаграм. Тој термин гламурозно, да, затоа што гламур во Скопје и во Македонија мораме да се разбереме дека мора да сватиме во какво општество. Јас сум многу свесна во какво општество живееме, меѓутоа сакам да уживам и сум хедонист. Можеби таа естетика го прави мојот лајфстайл, мојот профил на Инстаграм и она што го гледаат, да кажат види ја живее некој живот со стил. Колку се поразлична? Се наметне како живот со стил. Ето така, преку ноќ, окей, ќе правиме една емисија за стилот, за убавината, меѓутоа не мора да значи нели за стил дека треба да имаш премногу пари, да живееш луксузен живот. Тоа може некој да се го дозволи во некои други рамки или во надвор од нашите граници. Пак ќе речам дека треба да се разбереме и да бидеме свесни во какво општество живееме, ама јас сакам да дадам една убава димензија, една позитивна енергија, позитивна вибрација и тоа да биде навистина убаво да изгледа, да биде естетско, убаво, фино за око. Колку си ти поразлична приватно од она што всушност го гледаат луѓето на социјалните мрежи кај тебе? Па тоа што го постирам на социјалните мрежи не е измислено сценарио, реален лајфстайл, меѓутоа дозирањето е многу битно. Гледам тоа да го дозирам во умерени граници. Тоа што го живеам веројатно е плод на тоа што сум го работела. Во текот на годините не ми било сервирано ништо во животот. Натацна сум се мачала, сум работела, сум пропуштала многу приватни моменти, се за кариера и дојде време кога имам и супер тим, каде што публиката на крајот е судот за она што го работите и пак ќе речат нели и да ме туркал некој низ животот, нема да обстојам 15 години да имам сопствена емисија, да. Сопствена емисија буквално од идеја до реализација, тоа све сама јас фино да го скоцкам. Ќе поразговараме малку и за емисијата, меѓутоа, еве, каков е твојот стил приватно? Ако денеска знаеш дека не излегуваш од дома, како се облекуваш? Седеш по пижами, по тренерки? Пижами ретко, затоа што нема денови кои што онака ќе се излежавам по цели денови. Тренерки да, многу комфортно, многу нормално, без шминка, ова е специјално за емисијата, меѓутоа гледам да бидам поедноставна, да бидам со крема, со една лична хигиена, една рутина. Каква ти е рутината на... се гледа, нели? По лицето се гледа ти е рутината на убавина? Тоа се гледа, нели, преку исхраната, преку оние состојки кои што и од надвор и од внатре ги
ги негувате, ги аплицирате на себе. Рутината ми е едноставна, да не се лажеме дека сапун од козе млеко ќе помогне. Генетиката си има своја улога, меѓутоа и редовно и правилно користење на сите третмани, креми, еден вид на бјутификација е сосема нормална доза за да имаш убав израз на лице и убаво и негувано лице. Велам, редовни козметички рутини, третмани, еднаш месечно третман на козметолог, дома секојдневно чистење, мијење на лице, никако легнување со шминка, тоа постојано го велам на Да, тоа е прво правило, нели? Апсолутно. Те плаши ли старењето? Па не, сакам достоинствено да стареам, да го уживам секој момент од годините, така да се е во свое време. Вежбаш ли? Вежбам. Да речеме дека низ годините многу повеќе, последниве година-две можеби не, меѓутоа сега си најдов добар план на искрена, на вежбање и тоа ќе гледам да го продолжам. Да, колку здравата исхрана и колку вежбањето ствари преднесуваат за твојот изглед, заради тоа што изгледаш секогаш. Тоа се гледа, да. Надворешниот изглед е битен, можеби ќе звучи клише, меѓутоа внатрешната убавина многу побитна ми е. На страна од материјалниот живот, нели, духовното пред се најважно е убавината, внатрешната убавина на човекот, таа добрина, таа човечност. За жал, многу ретко ја има. Со текот на годините ќе знаеш кои ти се вистинските пријатели, кои што ќе ги наброиш на... Да, имаш ли многу пријатели? Имаш ли луѓе на кои што можеш да им се добереш во секој време? Имам многу пријатели, меѓутоа вистински знаеме со текот на годините колку ги имаш. На што трошиш повеќе пари? На асесоари, на чевли или на гардероба? Зависи од даден момент, од ситуација. Сакам да трошам многу пари на шопинг, ќе признам, која жена не сака. Сакам добра ташна, добри обувки. Не можам сега да кажам да споредам, нели сакам повеќе облека или ваква, во зависност, нели, за кого и каде е наменет шопингот. Ти не кажа дека тука ќе пробаме и добро вино. Ајде. И дека не чекаат со вино во камник. Ајде. Виното ќе го пробаме од кога ќе завршиме со интервјута. На зависност со чаша добро вино во камник, На што идеално повеќе од место. ова. Фала ти уште еднаш. Неколку пати во текот на разговорот ти ми кажа дека многу работи си жртвувала за кариерата. Од денешен аспект, дали ти е мило за целата жртва што ја направи за да стигнеш до таму кај што си? Апсолутно, да. Се си е со причина во живот, кога силно си ја сакаш работата, кога си вреден, трудот на крај многу се исплати. Така да воопшто не желам заблажениот труд и со право сум онаму каде што сум и публиката тоа го препознава, многу ми е драго. Тебе те препознаваат како Елена Живот со стил токму заради емисијата која што ја направи, која што е еден вид бренд во Македонија. Значи успеа да изградиш име и емисија за која што ќе се зборува и после ти ја заврши сега 11-тата сезона, ми се чини. После 11 сезони, кога ќе се вратиш скрос на почеток, добро, што си викаш? Знаеш ли тогаш, дали веруваш и тогаш во себе дека ќе успееш? Како викаат, go with the flow. Значи, буквално онака како што не беше ништо со сила. Значи, многу сум амбициозна, ја сакам многу работата, сакам буквално гостино да се чувствува многу пријатно. Успеав да направам многу телевизиски интервјуа со големи балкански звезди, интервјуа со Северина во Австрија на скијање, со Нина Бадрич, со Раде Шербеџија во Риека, така да јас сум благодарна. Можеби тој лајфстайл што го негувам сега, она што го живеаме, само искуство од сите тие интервјуа и таа зрелост можеби ми ја даде емисијата Живот со стил. Така да јас сум премногу благодарна за тоа што го имам направено до сега. Тешко ли беше да обстоиш, еве 15 години си ти веќе на телевизија, значи не е работата само да направиш нешто, меѓутоа и да опстанеш на телевизија и луѓето да те препознаваат и да го ценат тоа што го правиш. Па тешко е навистина, меѓутоа пак ќе речам кога ја сакаш многу работата, се даваш максимално, жртвуваш многу приватни моменти, приватниот живот си го запоставив за да, нели, речам окей, доволно е, дај си време малку за себе и треба малку време да си се посветиш на самата себе и затоа ќе кажам дека се е со причина во живот. Дали те ставаат сопки на почетокот? Дали некогаш уствари во текот на твојата кариера си чувствувала дека луѓето ти ставаат сопки, дека едноставно не сакаат да успееш? Па класични сопки ми нема ставено, затоа што не сум тип на човек кој што гази преку некого за да успее во животот. Буквално сама се снаоѓам за се,
така да не можам да кажам дека сум имала обструкција или класични стопки. Сега зависливо мора, нормално е кога мислам успехот апсолутно не ти го признава никој. Без разлика што си успешна во својата работа, колку често добиваш негативни коментари, негативни реакции од луѓето кои што гледале емисијата? Дали отрпна после сите овие 15 години на коментарите? Негативни коментари во однос на емисијата не, можеби ќе кажат дека водителката е арогантна, ваква, таква. Нормално е, не може секој да те сака. Мене многу ми е важно мислењево или коментар од пријатели, од луѓе кои што вистински ме познаваат, оние кои што не ме познаваат апсолутно не ме допираат, затоа што не ме познаваат каква сум вистински како човек. А тоа е најбитно, кога ќе те запознаат како човек, тогаш е многу поважно тоа мислење. Дали после сите овие години на телевизија си стигнал до момент да кажеш доста е, готово, не можам веќе да сакаш да се откажеш, или телевизијата се уште ти е магија која што те влече да продолжиш и фанатомо? Не знам колку публиката знае, малкумина знае дека едно време магија посебно ми беше радиото, бев радиски водител, радиоводител во некој време во Антена 5, во Радио Бувамара, во Кумбановските, Браво радио, Скај радио. Така што не верував дека телевизијата ќе ја замени таа радиска љубов. Буквално кога ќе влезеш во телевизија една да вистина машинерија или магија, каде што работиш, сакаш уште повеќе да се докажеш и предизвик ти е секоја нова сезона. Можеби ми дошло умор од сезона во сезона. Кога ќе затвориш една сезона, ќе направиш 35 интервјуа или сега со новиот концепт на Канал 5 телевизија, имаш одговорност нели да сместиш тројца гости, 20 надпреварувачи, организација буквално сама. Се до тоа го правиш сама, така? Спонзори, од финанси, дали ќе може да ја поддржите емисијава, дали тоа ќе биде гледано на крајот од денот, а тоа се утврди со самото дебитирање на најгледаната Канал 5 телевизија, дека навистина покажа интерес емисијата, новиот концепт на живот со стил. Ќе се навратам на одговорот дека можеби се уморувам на крајот од сезоната, па ќе речам ми треба одмор. Меѓутоа си приуштувам доволно 2-3 месеци одмор за да соберам нови сили и за да почнам нова сезона која што однова ќе ми биде нов предизвик и со посебна љубов, магија ќе ја правам нели новата сезона. Ти веќе правиш пауза од минатата сезона, дали размислуваш за новиот концепт на емисијата или ќе остане таков како што е во наредната сезона? Само за море, плажа, коктели, сонце, тоа ми треба, а веќе за нова сезона размислувам крај на август и тогаш ако се роди некоја нова идеја, ќе сменам. Сигурно дека ќе има некој новитет, затоа што сакам да бидам иновативна секоја сезона. Мораш да ми го задржиш вниманието на публиката кога ќе им понудиш нешто ново. Ако си цело време константно со еден концепт, те менуваат со друг канал. Елена, јас ти благодарам за прекрасниот ден што го имавме за тебе, за времето што го посвети на нас и се гледаме нели од септември со новата емисија. Така, може ли само сублимат за девојките кои што планираат свадба? Слободно, да. Нека бидат опуштени, да не се потресуваат многу, затоа што непредвидените работи ќе направат нивната свадба уште поубава. Например, 48 сати пред свадбата да организираш нова свадба. Фала ти од срце, навистина ми е драго што бев гостинка, ја почитувам вашата редакција, публиката пред се, благодарам до целата публика која што ми дава неизмерна поддршка и се гледаме со нови епизоди, нови сили нели од септември.